Слабата реализација на капиталните инвестиции и слабите економски перформанси во последната година од власта на СДСМ и ДУИ ги влошија проекциите на Народната банка. Македонската економија ќе расте, но побавно од она што е потребно. Според проекциите на Народната банка, годинава ќе ја завршиме со раст од 2,6%, а наредната со 3,6%. Овие проекции на монетарната власт се различни од оние што ги проектираше владата за годинава, кој ги позиционираше на 3,4%, но и пониски од есенските проекции на Народната банка за раст од 3%. Прво, послабиот раст минатата година, особено послабите остварувања кај инвестициите, кај кои што беше регистриран пад од 16,7% наспроти проектираниот раст со октомвриските проекции. Понатаму, послаби остварувања во првиот квартал од оваа година, кои што се видливи кај повеќе краткорочни економски индикатори. Понатаму, надолна ревизија на растот кај нашите најзначајни трговски партнери и побавна реализација на најавените јавни инфраструктурни проекти. Според пролетните проекции, инфлацијата ќе го задржи трендот на намалување, па за 2024 година се очекува стапка од 3,5% на среден рок, односно во 2025-2026 се очекува да се сведе на историскиот просек од 2%. Ризиците во економијата се уште постојат, а тоа се во најголема мера геополитичките случувања, цените на енергенсите како и регулацијата на маржите. Кај нас сега, ако го споредиме нивото на цените на храната во споредба со предпандемискиот период, тие се речиси двојно повисоки од нивото на светските цени на храна. Ризиците околу инфлацијата се уште постојат и се поврзани главно со цените на примарните производи, промените на регулираните цени, како и политиките на страната на побарувачката, особено расположливиот доход и профитните маржи. Реализацијата на странските директни инвестиции во минатата година биле на ниво од 4,4% од бруто домашниот производ, а за годинава се проектира 3,6%. Олабавување на монетарната политика Народна банка отвора можност да се случи во втората половина од годината, доколку условите останат позитивни. Што се однесува на глобално ниво, економскиот раст ќе се движи на ниво од 3,2%, што е под историските стапки пред пандемискиот период. Се очекува закрепнување на странската побарувачка и пат на цените на енергенсите и храната.